Најнови информации од светот. Останете со ТВ Стар. Британската полиција уапси исламистички екстремист кој што подготвувал терористички напади во Лондон, објави Daily Mail. Британските специјални служби тврдат дека уапсениот подготвувал напад во Лондон кој требало да биде поголем од нападите врз метрото и автобусите на 7 јули 2005 година, при што загинаа 52 лица. Весникот пак наведува дека религиозниот фанатик кој е британски државјанин подготвувал напад со експлозив и огнено оружје. Председателот на Хрватска Иво Јосиповиќ изјави дека неговата земја нема да ја кочи Србија на патот кон Европската унија. Тој оценува дека присуството на германскиот канцелар Ангела Меркел на состанокот на лидерите на Југоисточна Европа на 15 јули во Дубровник покажува поддршка за проширување на Европската унија. Јосиповиќ нагласи дека Хрватскиот парламент донесе декларација со која јасно укажува дека Хрватска нема да ги оценува соседите и кочи во нивните напори за влез во Европската унија. Сепак решавањето на отворените прашања со соседите ќе биде важно за оценката за исполнување на условите. Германската канцеларка Ангела Меркел предстојува во Кина на својата 7-ма официјална посета на оваа земја. Меркел предводи делегација од деловни луѓе со цел јакнење на трговијата на овие два светски стопански гиганти. Таа оствари средби со кинескиот премиер Ли Кечи Јанг, а исто така ќе присуствува на состанокот на Германско-кинеската комисија за стопанство и трговија и ќе се сретне со председателот на Кина. Кина и Германија се два најголеми светски извозници и минатата година имале меѓусебна трговска размена во вредност од 140 милијарди евра. Тоа ја прави Кина трет најголем трговски партнер на Германија. Соединетите американски држави ќе ги забранат мобилните телефони и останати електронски уреди на директните летови кон Америка. Американската администрација за безбедност во сообраќајот соопшти дека мобилните телефони и останатите електронски уреди кои не се наполнети нема да поминат ни сигурносните контроли на аеродромите. Ова доаѓа од како минатата недела секретарот за државна безбедност Џеј Џонсон воведе дополнителни безбедносни мерки поради загриженоста за нови напади на Ал-Каеда. Во Тбилиси, по долго боледување, почина поранешниот грузиски председател Едуардо Шеверднадзе на 86 годишна возраст. Шеверднадзе беше последниот советски министер за надворешни работи во владата на председателот Михаил Горбачов. По распадот на Советскиот сојуз се врати во Грузија на функцијата председател на државата. Таа функција ја извршуваше од 1995 до 2003 година, пошто ја напушти политиката. Последните години од животот Шеверднадзе ги мина во своја приватна резиденција надвор од Тбилиси, пишувајќи мемуари за времето кога учествувал во кроењето на судбината на Европа. Гледавте Флеш Интернешнл на ТВ Стар. Следуваат регионалните вести.